И под притисокот на корона рестрикциите, Jeep традиционално ја подготви својата армада концепти за великденските празници во која доминираат преработките на Wrangler. Неа ја предводи концептот Magneto, во кој офроуд способностите се комбинирани со електричните технологии. Доработен до последен детаљ, тој одава впечаток дека нема долго да чекаме на ваков серијски модел. Погонот го добива од електромотор со 285 конски сили спарен со 6-степен мануелен менувач, што е уникатно решение за возилата со нулта емисија. Батериите од 70 киловат-часа, кои работат на 800 волти, се поставени на 4 места низ целото возило за да му обезбедат дополнителна стабилност и подеднаква распределена тежина на сите тркала. За разлика од него, Wrangler Orange Pils го задржа 3,6 литарскиот Pentastar V6 мотор со изброј конски сили кои ги пренесува преку 8-степената автоматика. За неговиот изглед и способности е заслужено мопародеданието, каде е подготвена и топ-дог верзијата на пикапот Gladiator, прилагодена на потребите на авантуристичките велосипедисти. Освен специјалниот простор за товар и фиоките со алат поставени низ возилото на дофат на раката, во него се среќаваат ладилник за пијалаци и електрична скара со додаток за подготвување хот-дог сендвичи. Гладиатор беше основа и за Red Bear и Fair Out концептите, првиот наменет за тешки терени, а вториот за сериозни експедиции. Од таа причина и двата се опремени со 3-литарски дизел прилагоден да испорача многу сила при мали брзини за полесно справување со невозможни ситуации. Како и секогаш досега не беше пропуштено да се одаде почест на 80-годишната историја на марката, што беше сторено со Jeepster Commando Beach од 1968 година, изворно конструиран како одговор на се поголемиот интерес на американците за користење на 4x4 возила во слободното време.